Почитувани присутни, ја поканувам директорката на училиштето да положи цвеќе на бистата на маршал Тито. Почитуван градоначалник на општина Струмица, почитувани советници, директорка, ценети наставници, драги ученици и гости, ја поканувам директорката да ви се обрати. Почитуван градоначалник, почитувани советници, представници од општина Струмица, директори, инспектори, родители, ценети гости и пријатели на нашето училиште. Денес е посебен ден за сите нас. Денес го славиме патрониот празник на нашето училиште Маршал Тито. Ден исполнет со гордост, емоции и благодарност за се што сме изградиле заедно низ годините. Овој празник е повеќе од традиција. Тој е потсетник дека училиштето е местото каде започнува секој сон, каде се создаваат првите успеси, првите пријателства и првите животни вредности. Во овие училници не се учат само лекции од книгите, туку се учи како да се биде добар човек, како да се почитува трудот, како да се помага и како да се чекори сигурно низ животот. Нашето училиште од секогаш било препознатливо по знаењето, дисциплината, талентите и успесите на учениците. Горди сме на секој ваш успех, било да е тоа освоена награда, добар резултат, хуман гест или искрена насмевка. Секој ученик е важен дел од ова големо училишно семејство. Драги ученици, вие сте еднината на нашето општество. Верувајте во своите способности и никогаш не се откажувајте од своите цели. Патот до успехот не е секогаш лесен, но со труд, упорност и знаење можете да постигнете се што посакувате. Нека училиштето биде место каде што ќе ги развивате вашите таленти, ќе стекнувате нови пријателства и ќе создавате убави спомени што ќе ги носите цел живот. Почитувани наставници, вашата улога е непроценлива. Благодарение на вашата посветеност, трпение и љубов кон професијата, учениците растат во одговорни, воспитани и образовани личности. Вие сте светилник што ги води младите генерации кон знаење и успех. Голема благодарност и до родителите за довербата, поддршката и соработката. Само заедно можеме да создадеме здрава и успешна средина за правилен развој на децата. Нашата обврска е понатаму да продолжиме да вложуваме во образованието, во нови идеи, нови можности и подобри услови за работа и учење. Да градиме училиште во кое секое дете ќе се чувствува среќно, прифатено и мотивирано. Нека овој ден биде уште една потврда дека заедништвото, почита и знаењето се вистинските вредности што треба да ги негуваме и чуваме. Честит нека е патрониот празник на ОУ Маршал Тито, село Муртино. Ви благодарам. Добро дојдовте на свечаната приредба по повод патрониот празник на нашето училиште Маршал Тито. Денес заедно ќе уживаме во богата програма подготвена од нашите ученици, исполнета со музика, поезија и уметност. За почеток ве покануваме да го проследиме свечаниот монолог, говор, посветен на значењето на овој ден. Јас сум Јосип Брос. Не ме знаете уште како Тито, се уште не сум маршал, ниту водач. Само момче сум, со испукани раце од работа, со чевли полни со прашина и со мисли што не ми даваат мир. Работам како ковач, чекано удира, искри летаат, железото се обликува. Но додека го гледам како се менува под моите раце, си мислам, дали и човек може така да се обликува, дали и светот може да се промени. Секој ден е исти, рано станување, работа, замор. Но во мојата глава не е исто. Таму има нешто друго. Таму има прашање. Зошто некои луѓе имаат се, а други едва и преживуваат? Зошто правдата не е иста за сите и дали некој ќе се осмели да го промени тоа? Јас сум само млад ковач, но не сакам да останам само тоа.
Кога ќе застанам на крајот од денот, кога ќе ги избришам раците од саги, чувствувам дека во мене има нешто повеќе. Нешто што не може да се затвори во работоницата, нешто што сака да излезе, да зборува, да се бори. Слушам приказни за луѓе што се протеставувале, за работници што се здружили, за идеи што патуваат побрзо од возови и си велам, може би јас сум дел од тоа. Не сум роден како водач, никој не е, но секој може да стане нешто повеќе ако има храброст да сонува. Јас сонувам за свет каде што човекот ќе вреди по својата работа, а не по тоа што го има. За свет каде што нема да има главни деца и уморни работници што немаат глас. Сонувам за правда, но соништата не се доволни. Понекогаш се плашам, да, се плашам. Што ако не успеам? Што ако светот е посилен од мене? Но тогаш се сетувам, железото не се обликува без оган, а ни човекот не се гради без борба. И јас учам, секој ден, од луѓето, од животот, од неправдата. Учам дека молчењето не мерува ништо, дека ако сакаш подобро утре, мораш да се избориш за него. Може би денес сум само ковач, но утре може би ќе бидам нешто повеќе. Не затоа што го сакам тоа за себе, туку затоа што чувствувам дека мора. Кога ќе ги погледнам луѓето околу мене, нивните уморни лица, нивните тивки воздишки, знам дека не сум сам. Во секој од нив има искра, само треба некој да ја разбуди. Може би токму тоа е мојата улога, не да бидам најсилниот, не да бидам најгласниот, туку да бидам тој што ќе верува, дури кога другите се откажуваат. Јас сум Јосип, водоковач, но и нешто повеќе од тоа. Јас сум човек што верува дека иднината може да се создаде и ако треба, ќе се борам за неа. Со збор, со дело, со живот. Еден ден, може би луѓето ќе ме знаат по друго име, но за мене најважно е да останам верен на ова што сум сега. Момче што сонува, момче што не се плаша да праша, момче што верува дека светот може да биде поправен. И ако некога слушнете за мене, не заборавајте, се започнува тука. Со еден чекат, едно срце и еден сон. Тито не беше само водач на држава, тој беше символ на една епоха. Неговото име беше синоним за борба, за единство, слобода и мир. Како лидер на антифашистичката борба за време на Втората светска војна, тој ги поведа народите од ова поднебје кон ослободување. И под негово водство се роди Социјалистичка федеративна република Југославија. За Македонија Тито значише многу. Под негово водство нашиот народ доби признание, свој јазик, своја култура и државност во рамките на федерацијата. Во 1944 година наслов се поставија темелите за современата македонска држава. И тоа беше дел од визијата на Тито за еднаквост меѓу сите народи. Но денес, кога зборуваме за Тито, не зборуваме само за минатото. Зборуваме за вредности, за солидарност, за почит меѓу народите, за мир и заедничка иднина. Нашето училиште, кое го носи неговото име, не е само спомен на историјата, туку жива институција што ги пренесува тие вредности на новите генерации. Нека овој ден не биде само одбележување, туку и подсетник дека иднината се гради со знаење, со труд и со почит кон минатото. Да учиме, да се почитуваме, да растеме како вистински граѓани. Тоа е најдобриот начин да го продолжиме патот кој тој го започна. Во чест на Тито, во чест на сите борци на слобода, во чест на образованието, среќен патрон празник. Во продолжение следува музичка изведба, песна во чест на нашето училиште и празникот. Zora pod nas
Аплауз за нашите ученици. Сега ќе слушнеме рецитал исполнет со убави мисли и пораки. Има имиња што не ги покрива правот на заборавот. Има луѓе кои стануваат епоха пред да станат историја. Од скромните куќи на Кумровец преку фабричките хали се роди визијата на еден металец, на еден визионер, Јосип Броз Тито, име што одекнува како заклетва. Тој не чекаше слободата да дојде како подарок. Ја побара во планините, во студените ноќи на Игма, ја бранеше на бреговите на Неретва и во канјонот на Сутјеска, пред фашистичкиот мрак. Тој го запали огнот на непокорот, велејќи му на светот дека малиот човек може да биде џин. Македонија го памети неговиот сврз чекори збор. Тој беше ветерот во етрата на нашиот вековен сон, признавајќи го нашиот јазик, нашето име и нашата држава. Под негова закрила. Од урнатините на војната изникна нашите училишта, нашите фабрики и нашиот горд Асно. Но Тито не беше само војсководец и стратег, беше градител кој ги сплоти рацете на сите народи, братство и единство. Не беа само зборови на хартија, туку мост преку кој сите чекоревме како еден, градејќи земја во кој работникот беше господар на својот труд. Светот го гледаше со восхит. Помеѓу големите блокови тој го трасираше патот на мирот, создавајќи го семејството на неврзаните. Од исток до запад, од Африка до Азија, неговиот велброд Галеб носеше пораки на пријателство. Слушаме за свечените мајски утра и штафетите на младоста, за црвените марами и насмевките на пионерите. Тито веруваше во иднината, затоа што веруваше во младите. Ни остави завет да ја чуваме земјата како зеница во окото, да го почитуваме туѓето, а сопственото да го сакаме до бескрај. И денес, кога гледаме во старите фотографии и споменици, не гледаме само минато, туку патока за достоинство. Неговото наследство е во секој изграден пат и хидроцентрала, во секоја песна што се пее на јазикот на слободата, во секој спомен за времето кога човекот беше најголемо богатство. Иако возовите веќе не свират како некогаш на неговиот пат, неговиот дух живее во идејата за праведен свет. Тито не е само име во учебниците по историја. Тој е символ на храброст да се каже не на неправдата и да на човечноста, мирот и прогресот. За борбите што ги водеше. За земјата што ја изгради. За слободата што ни ја подели. За името што вечно ќе се споменува. Ви благодариме за прекрасната изведба. Следува македонско традиционално орам, која ќе ја разубави оваа свеченост и ќе ја покаже убавината на нашата традиција.
поетска изведба, поезија посветена на младоста, знаењето и другарството. Тито, од ноќта робска, за да стигнеме до мугрите вели, несветлата звезда на надеж тој во нас ја всели, неповедени зборби, неповедени штрајкови, борби, патје, угор стрмни, преку многу козари, сутиски, нередви и црни, ја искува слободата од свеќе на тешки рани, не научи во зло и добор да сме тврди како гранит, ни покаже како дрвото на мирот да се сади, како најздрав пат од човекот до човекот се гради. Секогаш пред време и поглед и мисля му оди, посилни за век, на средба со еднината не води. Сонцето го спитоми в себе, за да ни е вечно лето, за посебно да им свети и на луѓето во светот. Титовото име, ако има љубов, посилна од љубовта, ние ќе те сакаме со таква љубов. Ако постои светлост, повисока од светлостите, ти ќе ни бидеш таква светлост. Ако има вечност и ако вечноста име има, името на вечноста е Титовото име. Тито. Тој е нецезаното име на мојата татковина, Трепери од Гевгелија до Триглав. Тој се појавува од светлина и во светлина се претвора. Тој е вечен како народ, од народот извира, во народот се влева. Тој е огромно срце на народот, тоа чука за мирот на сите. Тој е толку обичен, човек, другар, го поздравуваат милиони по континентите и сакаат топло да му ја стискаат раката. Им ја расне надежда, им ја гледа иднината. Една морска звезда со негово име на небото и осветлува. Тој е несјајната звезда на небото. За љубовта наша, делата ќе кажа. Денес, друже Тито, јас ти песна праќам. Песна што ја пеат моите родни браќа. Силна верба блика, друже Тито, в неа безброј млади срца, топла љубов леат. Денес, така многу сакам, да ја стиснам цврсто твојата смела рака. Ликот да ти гледам, што ко бура слеа, твоите очи грижни, што ко сонце греат, и да ти шепнам долго, и да ти шепнам нежно, од и нашата пролет, под пластови снежни, нема да ги свие своите млади крила, а ќе биде утрем подсветна и мила. Почуј, друже Тито, наш соколе вишен, почуј како земја в топла љубов дише, и на нејни гради нова младост расне, како цвеќе нежна и ко зора јасна. Во Маврово, каде бригадите млади, со грохотен екот, тешки храм појслушат, во Железник, каде нов Титан се гради, и каде не само, и каде не уште, о радост ме силна, о радост ме крилна, ко пролетен дождец, милува и роси, денес сета земја, како човек еден, во мислите гушка, во срцете носи. Денес, друже Тито, јас ти песна праќам, песна што ја пеат моите родни браќа, песна, силна верба, песна што не снажи, за љубовта наша, делата ќе кажа. Песна за маршалот. Од пеколно робство тешко не извлече тој вешто, низ решето и сито не водеше маршал Тито. Од оган, солзи и крв се качивме на слободарски врв. Не поведе кој слобода мила, во која денес шириме крила. Училиштето најсакано мое го носи името твое. Пред бистата стојам твоја и ја давам заклетвата моја. Ке учам и работам вредно јас и ке бидам добар човек секој час. Ви благодарим. Денес прекрасен мајски
Ви благодариме што бевте дел од нашата свеченост и што заедно го одбележавме патрониот празник на нашето училиште. Ги покануваме гостите на скромен коктел. Среќен патрон празник!